Антикорупцијска нема да отвори предмет по допрен глас за екскурзијата на децата на Ковачевски во САД, се додека вице-премиерката за добро владење Славица Грковска не се изјасни по ова прашање. Првата антикорупционерка се повикува на етичкиот кодекс на владата и бара вице-премиерката за добро владење да каже дали премиерот треба или не треба да покаже кој ја плати преку океанската екскурзија. Тој вели дека си ги платил и јас кажав да си покаже дека си ги платил. Значи тоа не е нешто тешко и страшно и не знам како, едноставно да покаже од која сметка се подмирени тие трошоци. Меѓутоа нема намера да покаже. Мислам, дали вие како антикорупцијска ќе отворите предмет јавноста да дознае кој платил? Сепак станува збор. Јас уште еднаш ќе оставам простор да профункционира етичкиот кодекс, односно вице-премиерката за добро владење, затоа што ако таму од кај нив не потекнува добро владење, тогаш не можеме да очекуваме и од другите институции. Ако тоа не се случи во догледно време, тогаш ќе побараме ние. Но вице-премиерката за добро владење беше дел од делегацијата на работната посета во Соединетите држави, односно заедно во групата со децата на Ковачевски, париче си цел месец молчи. Заедно со членовите на делегацијата, според извори на Алфа, на прошетките во Њујорк и Вашингтон присуствували децата, но засега ниту еден нема намера да коментира за неморалното политичко однесување на премиерот, вклучително и најповиканата во моментот, вице-премиерката задолжена за морал и коректно однесување во владата, односно добро владење, Грковска. Премиерот Ковачевски прво се правдаше со војче од Америка, за потоа да тврди дека приватните патувања се лична работа на децата и немаат врска со народни пари. Има одговори, но нема намера и да покаже кој платил. На почетокот на месецов владина делегација беше цела седмица во работна посета во САД по повод 30 години членство на Македонија во Обединетите нации. Алфа се уште чека одговор од владата колку членови броеше делегацијата, колку народни пари се потрошени и кој ги плати прошетките, авионските карти и хотелското сместување на децата на Ковачевски.